Отвараме тема меѓуврсничко насилство и кои се потребите на средношколците. Што се случува реално кога ќе бидат во училиште, но и кога ќе излезат од училишните клупи, од училниците, од училиштата. Разговараме со Кристина Атанасова, психолог во Скопската гимназија Јосип Броз Тито. Добро утро. Добро утро и ви благодарам на поканата. Со оглед на тоа дека постојано се среќавате со вакви случаи, секојдневно тоа дел од вашата работа, каде ги наоѓате причините за меѓуврсничкото насилство? Кажуваат ли пред вас отворено зошто навредиле, нападнале некој ученик? Знаете како, меѓуврсничкото насилство е една форма на однесување кое што вклучува агресивно поведение, поведение кое што најчесто има тенденција да се повторува, кое што е намерно, во кое имаме еден нерамноправен однос помеѓу насилникот и жртвата. Како едни од неколкуте причини се наведуваат првенствено односите во семејството. Зошто? Затоа што децата, особено во првите години од животот, тие се една табула раса, една празна табла, која што родителите првенствено со своето однесување ја испишуваат, не толку со зборови, многу повеќе со своето поведение. Незалудно се така е. Незалудно се вели детето не толку го слуша родителот во првите години од животот што зборува, туку многу повеќе го скенира како се однесува и по пат на модел го имитира неговото однесување. Што се случува? Ние како воспитно-образовни институции сме само продолжена рака на она што децата го здобиле, го стекнале во семејството. Ние само го продолжуваме оној процес на воспитание, го надградуваме карактерот кој што многу тешко се менува, но има секако начин да се смени, да се моделира, да се поправат одредени карактеристики и слично. Здравата семејна средина е една од клучните причини за здрав ментален, психофизички развој на секој едно детенце. Кога велам здрава семејна средина, мислам на правилни родителски воспитни стилови. Мислам на тоа да родителот поставува граници на детето, меѓутоа истовремено му дава објаснување зошто нештото така треба да биде. Не затоа што јас така ти наредувам, туку затоа што има причина зошто треба да почитуваме одредени правила, принципи и норми за однесување. Исто како што во домот имаме одредени кодекси на однесување, некои наши интерни правила по кои се водиме и така натаму, истото тоа ќе важи во иднина, во секоја следна институција во која ќе се најде тоа дете, па и во иднина кога ќе порасне како возрасен човек. Сега, сосема спротивно од оваа здрава семејна средина, нездравата, дисфункционална семејна средина и такако е еден од првите причинители за појавата на меѓуврсничкото насилство. А тоа се рефлектира, се забележува? Дефинитивно. Зошто? Затоа што кај тие деца најчесто ќе се забележи, макар и несвесен облик на подоминантна агресија, малку поголема покажана моќ во социјалните контакти, во социјалната средина. Зошто? Затоа што тоа дете, или веќе подоцна пубертет ли, адолесцент и слично, е научен под знак на водници на таков модел на однесување, затоа што по пат на негативен модел тој подоцна само го пресликува однесувањето на неговиот родител. Или со тоа што ќе манифестира подоцна агресија, ќе врз некои врстници најчесто, ќе го совлада она чувство на немоќ и на намалена самодоверба, кое што му се појавило како резултат на тоа претрпено најчесто физичко насилство во семејството. За жал, постојат такви ситуации, се обидуваме ние како психолози во нашата секојдневна работа со учениците да ги детектираме. Сака да се работуваат со вас? Знаете како, нашата работа како психолози е многу сензитивна и специфична. Зошто? Затоа што ние работиме со најсензитивните, со најинтимните делови на личноста. Секоја личност има темна и светла страна. Светлата страна е онаа страна која што добрува, која што има развиен алтруизам, емпатија и така натаму. Мрачната страна е онаа која имаме сите. Деструктивизмот, агресивноста. Меѓутоа, работата е колку секој од нас ќе умее да ја контролира истата. Сега, со
оглед на специфичноста на нашата работа, ние постојано работиме на поттикнување на зборувањето, на тоа дека нашите врати се секогаш отворени и дека учениците можат да не се обратат буквално во секој момент, со оглед на тоа што сме 21 век и со оглед на тоа што одењето на психолог, на психотерапевт не смееме да дозволиме да биде табу тема, како што кога не боли главата, кога чувствуваме одредена физичка промена или болка, имаме покачена телесна температура, одиме на матичен лекар, истото тоа треба да се случува во однос на грижата и негата на нашето ментално здравје. Треба да развиеме една култура за нега, за грижа на нашата душа, да си ја милуваме душата, така како што си го чуваме и негуваме нашето тело во физичка смисла. Но таа е специфична возраст, тинејџерите, затоа и прашувам, во тој контекст ми беше прашањето, најсензитивно е како да допрете, убаво велите двете страни, да допрете до едната или до другата страна. Се согласувам, меѓутоа праксата покажува дека на адолесцентите, особено во оној период крај на пубертет, почеток на адолесценција, кој сам по себе, со оглед на сите физиолошки промени кои им се случуваат на овие личности, си носи одредени карактеристики во смисол незадоволство, бунт, постојано се оптеретени и окупирани со тоа како јас изгледам, килограм имам повеќе, килограм имам помалку, што можам да сменам кај себе? Се идентификуваат со модели, со идоли кои не ги запознале лично, ги погледнале на социјалните мрежи каде што добиваме една нереална слика за тоа како тие изгледаат и слично. Што се покажува, ова ми беше само вовед во оно што ми е пракса во работата со адолесцентите, се покажува дека им е многу полесно да зборуваат со стручно лице, да речеме во училиштето, затоа што тука веќе имаме, знаете како, отсуство на емоции, во смисол, ние не ги гледаме како што ги гледаат родителите. Ние се поставуваме професионално. И децата знаат дека, учениците, знаат дека тука можат да ни се отворат, знаат дека можат да разговараат, да дискутираат на овие теми и при тоа да стекнат доверба, односно да бидат информирани дека тој разговор кој тука го водиме останува во тие 4 зида, во таа канцеларија, па ако има потреба, подоцна се информира родител. Тоа е најважното, да остане меѓу вас. Така, таа е некоја врска на доверба. Добро, и покрај толку многу зборување за меѓуврсничко насилство, за значењето на булингот и што е булингот, и кампањи, обуки за наставници, обуки за професори, презентација пред ученици, се уште како да не стивнува, особено на социјалните мрежи. Можеби тука и ние другите можеме повеќе да го видиме преку, да речам, тие видеа кои што ги споделуваат, но во училиштата е присутно, вие го гледате секојдневно. Зошто не стивнува? Што се случува? Знаете како, постојано се работи, постојано ние првенствено како воспитно-образовен кадар имаме обуки, имаме професионален развој, јас како психолог, имам и колешка педагог, како стручни соработници, ги посетуваме учениците, паралелките, работиме групно, индивидуално, зборувам во превентивна смисла, ги поттикнуваме учениците дека не треба да се молчи, дека и кога се сведоци, не во училиштето, зборувам и надвор, во социјалната средина. Каде и да се, апсолутно. Да. Секој молк значи соучесништво. Затоа што, знаете како, кога некој е сведок на врсничко насилство, многу често се плаши да го пријави случајот. Зошто? Затоа што мисли дека ќе стане многу лесно и тој ученик или тој адолесцент да биде следната жртва. Така е. Се плаши што ќе биде доколку моето име по некоја случајност излезе на површина или се дознае. Тука веќе не се работи за тоа дали има доверба во нас како професионален кадар, туку стравот едноставно доминира, што од една страна е разбирливо. Ние постојано работиме на тоа да ги информираме учениците за тоа што е булингот, како можеме да го спречиме, за тоа колку внимание треба да посветиме на развојот, првенствено на емпатијата, да речеме. Ќе се навратам како еден од причинителите на меѓуврсничкото насилство е токму недостатокот на емпатија. Тука веќе се поставува гласно прашањето дали некаде како општество, односно како родители, можеби имаме погрешено во тоа колку време и внимание посветуваме на социоемоционалниот развој на нашите деца. Дали ги учиме на тоа дека треба да
бидеме солидарни, дека треба да ги разбереме другите? Дали ги учиме на моментот дека пред да ги облечеме чевлите на другиот не треба да му судиме? Дека треба секогаш да се обидеме да се ставиме во кожата на другиот? Не можеме да си дозволиме да имаме потомства кои што немаат доволно развиена емпатија. Емпатијата е клучот и сршта по сите истражувања. Емпатијата проблем дека. Така е. Затоа што знаете како, брзото темпо на живот. Борбата, како родители сега зборувам, борбата да обезбедиме што е можно повеќе во материјална, економска смисла и така натаму. Некако направи да влеземе во одредена машинерија, да им даваме многу повеќе финанси, а многу помалку време на нашите деца. Не е важен... Една тековна рутина. Апсолутно. Не е важен бројот на часови кои го поминуваме со нашите деца. Многу е поважно квалитетното време. Зошто? Затоа што се навраќам, емпатијата е нешто што се стекнува во семејството. Повторно ќе потенцирам, ние како воспитно-образовни институции и како работиме на развојот на тие карактеристики на личноста. Меѓутоа, тука веќе корените се втемелени уште во детството. Формирани доаѓаат во средно училиште. Добро, анкети, истражувања и поразителни бројки, особено во изминатиот период, се споделуваат колку се средношколците до 15 годишна возраст, тука од 11 до 15, незадоволни од животот. Колку се несрекни, колку се во депресија. Поразителни се не само бројките, туку поразително е што зборуваме за такви состојби за деца кои што треба да бидат полни со живот. Во таа возраст, средношколските денови се денови кои што целиот живот се памтат. Тие дружби. Добро, кои се потребите на средношколците сега? Што се случува? Знаете како? Живееме во време кога развојот на модерната технологија доживеа една огромна експансија. Некако мојот субјективен впечаток во работата со адолесцентите е дека им е многу полесно, за жал, да се затворат и да седат на својот мобилен апарат, да се допишуваат, отколку да седнат на кафе, да се видат, да седнат на клупа во парк, да поразговараат очи во очи. Од тука се појавува и оној недостаток на самодоверба, недостаток на храброст. Дојдовме до моментот да кажеме дека е храброст некого да погледнеме во очи, затоа што е многу полесно да пишеме порака на мобилниот телефон или на некоја од социјалните мрежи. Што е тоа што им е потребно? Потребно е да се работи на моментот да поминуваат повеќе време во директна комуникација едни со други. Да се социализираат. Така е. Моментот на социализација, моментот на дружби, моментот на гледање едни од други, како да бидеме подобри во смисол не да се надпреваруваме во негативна конотација, туку како да бидеме поуспешни, како да бидам подобар спортист, не за да му наштетам на другиот, туку за да се истакнам самиот себе си и да си дадам мотивација. Адолесценцијата, повторно ќе потенцирам, односно крајот на пубертетот, со сите, без оглед дали станува збор за момчиња или за девојчиња, без оглед на полот, си носи со себе одредени физиолошки промени кои што доведуваат до одредени негативистички ставови, борба со општеството, конфликти со родителите и така натаму. Пред малку го потенцирав моментот дека се идентификуваат со одредени идоли, посакуваат некои можеби нереални работи и слично. Од друга страна пак имаме голема достапност на можности како да го променат својот физички изглед. Имам впечаток, тоа е непишано некое правило, и во минатото било така, без оглед колку се разликува развојот на модерната технологија, нели пред 20 на години, сигурно дека не беше волку развиена ниту социјалните мрежи, ниту модерната технологија. Немаше социјални мрежи. Дефинитивно. И мислам дека живеевме многу поквалитетно, не мислам, сигурна сум, и поубаво. Доаѓаме до моментот дека адолесцентите
едноставно се борат за тоа како да бидат совршени во физичка смисла, а не обрнуваат внимание на менталниот склоп. Затоа што знаете како, душата и телото се една целина. Душата и телото се нешто што не може да се одвои. Повторно ќе кажам, како што го негуваме телото во физичка смисла, неопходно е да ја негуваме и својата душа, за да бидеме здрави, за да бидеме продуктивни, за да бидеме успешни на училиште, за да бидеме успешни во професијата. Неопходно е првенствено да се чувствуваме среќни и задоволни во своја кожа и со самите себе. Сега, кој е проблемот? Зошто се јавува незадоволство, депресија и така натаму кај младите? Затоа што мојот впечаток е дека имаат чувство дека не се разбрани, дека не се слушнати. Може би до некаде се и во право. Зошто? Затоа што првенствено нивниот глас неопходно е да биде слушнат. Да си поставиме прашање, колку тоа често ги прашуваме нашите деца, како си? Дали можам некако да ти помогнам? Дали ти се појави некаков проблем во текот на денот? Дали може би премногу навлеговме во онаа машинерија или брзо темпо на живот кој што и пред малку го споменавме и не им посветуваме толку време на нашите деца? Кога последен пат сме биле на прошетка со нашето дете, да сме седнале на клупа да поразговараме, да ги дознаеме неговите ставови, да видиме какви се размислувањата за иднината. На тој начин се создава онаа близина. Зборувам за тој специфичен период на адолесценција, односно крај на пубертет. Зошто? Затоа што тоа е период кога и tekako адолесцентите знаат да ги сменат своите ставови. Родителското влијание е едно, меѓутоа тука многу подоминантно е влијанието на врсниците. Знаете, ние го пуштаме детето во социјалната средина и оставаме на нашата верба во него. Какво ќе биде влијанието на средината? Тоа не може апсолутно никој да ни покаже и докаже. Ви благодарам. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам јас на поканата. И сакав со оваа порака да завршиме. До родителите се разбира во прв ред. Благодарам. Уште еднаш јас.